Гужвите и нервозите веќе се секојдневие пред зградата на СВР Штип. Возачи со часови, а некои со денови чекаат за да ги регистрираат возилата. Колку е 3-4 сата треба да чекат? Ја некна чека 2 сата за моето возило. Сега возя на сино. Баџанако некна пред 2 дена 4 сата за моторче да регистрира. Секој ден се бајле од 8 и од 20 за 9 до ден од дето кој е регистрирал горе тука. Ја го више колку е саато. Смениме се за да може да отиде да земе на по некои врски негови. Значи не може да чека за регистрација на возилото 4 сата за да може да си го завериш документ. На Шоличево. Проблемите настанаа откако МВР одлучи да ги затвори шалтерите за регистрација на возила во станиците за технички преглед. Наместо таму, заверка на документи мора да се направи во матичната зграда, каде за оваа намена работи само еден шалтер. Во Штип има околу 12.000 возила. Ако се подели оваа бројка со бројот на работни денови, излегува дека дневно на регистрација има по најмалку 40 возила, кои се одговорност на само едно лице задолжено за регистрација. Ке стават не еден, 20, 30, 4 или нека ги врнат патија тамо што беа на здружение, така ќе ги регистрираме возилата за 20 луѓе плюс тројца, ние треба тука секој ден некој да го по часат. Ја жената што седе доле била втора смена. Девојчиња има едни две. Од таа страна 2 дена чекале, дојде времето за работа, си отидат. Јас сум од трета смена, легнат 2 сата, прати го сино сега па и да ми требали да чекам цел ден тука. ТВ Стар побара образложение од МВР, зошто се направени измените и дали имаат решение за проблемот и реакциите на возачите. Оттаму до завршувањето на прилогот објаснување не добивме.